Ја следите емисијава на Македонски корени со вашите домаќини Јони Бети Треновски. Почитувани, во наредниве минути следува разговор со нашиот и ваш денешен гостин, господинот Страшо Ангеловски, председател на МА, конзервативната политичка партија, аналитичар, колумнист, добар познавач на сите збивнувања во Македонија и пошироко, пред се одличен познавач на глобалните геополитички случувања, како и советник на град Скопје, кого го покануваме да ни се придружи преку видео линковско поврзување. Се надеваме дека нема да имаме проблем со сликата и тонот. Господине Ангеловски, се гледаме, верувам и не слушате. Добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Ни причинува задоволство и чест што сте повторно заедно со нас и со сите оние кои во овие моменти не слушаат и гледаат секако. Добро утро или добра вечер за вас. Исклучителна чест и задоволство е за мене што може малку често и вака да настапувам на вашата програма и да бидеме заедно со сите оние кои не следат. Токму така, добро ви утро и од мене, господине Ангеловски. Ви благодариме за денешново другарување, а инаку честа и задоволство е и наше. И се надеваме дека и денес, како и во претходните ваши гостувања, ќе имаме плодна дискусија и ќе го задржиме вниманието на сите оние кои не слушаат и не гледаат во овие моменти. Секако. Пред 3 дена го одбележавме 11. октомври, денот на народното востание, кога со првата пушка во Прилеп и Куманово започна народно-ослободителната и антифашистичка борба против фашистичкиот окупатор, пред се бугарскиот. Како го видовте одбележувањето на овој светол ден во поновата македонска историја? Дали и вие добивте впечаток дека и оваа година изостана она што треба да значи заедничко и сплотено одбележување, барем слично на она што се случи на денот на прогласувањето на независноста на Македонија во не така далечната 1991 година. Кај кого треба да бараме вината, господин Ангеловски, за ваквата состојба и кој излезе од ваквата состојба за да се избегнат разделбите и неединството, кое неединство очигледно прави разделба, која што се прелива кај македонскиот народ и македонските граѓани. Жално е, но сведоци сме, ако се вратиме низ годините наназад, ќе видиме дека секогаш кога СДСМ е на власт, ние немаме прослава онака како што доликува за кој да е национален празник, за кој да е повод кој треба гордо и достоинствено да го славиме, ние немаме таква прослава. Вие се сеќавате што се случува на Илинден во Крушево, се сеќаваме што се случува, не знам, на овој или на оној ден. Истото тоа се случи и сега на 11 октомври. Едноставно СДСМ е партијата која за жал, односно овој дел или ова раководство или ова членство на СДСМ, кој денеска е како слуга на ДУИ раководи со Република Македонија, е партијата која сака да избрише се што е национално, да избрише се што е македонско и при тоа се служи со сите можни потези, прави се што е можно за да ги одврати македонците од чествувањето, за да кај македонците едноставно го одземе она чувство на гордост и на достоинство. Така беше и овој пат. Вие видовте како беше прославен 11. октомври. Јас сум пак роден во Прилеп, роден сум во првата куќа до участакот, значи до оној участак кој беше нападнат на 11. октомври и каде што започна македонската народно-ослободителна борба. И како дете се сеќавам, седев на горниот спрат на куќата и вечерта на 10. октомври секоја година имаше импровизиран напад на участакот, при што илјадници прилепчани стоеја наоколу, горди на она што се случувало, гледајќи го тоа како сега во современието изгледа. Тоа за жал СДСМ не може ниту да го свати, ниту да го свари, ниту сака да го реализира и
затоа е тоа така, а сето тоа нормално дека води кон нови поделби, уште подлабоки и подлабоки, но тоа е можеби и крајната цел на СДСМ, целосна поделба на македонското национално ткиво, за да не може да закрепне во наредните години. Господин Ангеловски, уште малку околу ова прашање. Како ќе го прокоментирате наративот на неколку новинари дека оваа година за време на чествувањето на 11 октомври изостанале негодувањата од бугарска страна, бидејќи во минатото секогаш реагирале на употребата на бугарскиот фашистички окупатор, притоа додавајќи дека Бугарија омекнала, а сведоци сме дека тоа е бидејќи од власта за време на чествувањето не го спомнаа бугарскиот фашистички окупатор. Нормално, значи сами го дадовте одговорот. Немаше зошто официјална Софија да реагира, немаше зошто официјална Софија да притиска, кога нашата власт самата онака недостоинствено и онака да не знам веќе, не можем да употребам зборови за оваа власт, не сакаше ниту да каже што се случило на 11 октомври. Не сакаше да каже дека со тоа македонскиот народ, како еден од малкуте народи во Европа, се придружи кон антифашистичката борба. Ами ние сме сведоци дека покрај рускиот, српскиот, уште само македонскиот народ е тој кој цело време бил во антифашистичката борба. Останатите се приклучиле некаде 43-та, 44-та, откако Црвената армија им дошла на границите или откако ги ослободила. Македонскиот народ е единствениот кој од почеток до крај се наоѓал на вистинската страна, на антифашистичката страна. Овие денес, раководени од Артан Груби и од Бујар Османи, се срамат од своето антифашистичко минато и при тоа не смеат да го споменат, бидејќи со тоа ќе ги навредат своите коалициони партнери, бидејќи ние сме сведоци дека Албанија до 43-та се наоѓала на страната на фашистичка Италија и исто така ќе ги навредат и оние пред кои коленичат, бидејќи и официјална тогашна Бугарија до 44-та се наоѓала на страната на нацизмот и на фашизмот. Кога сме кај прославата на празникот, како ќе го прокоментирате обраќањето на неизбраниот премиер Димитар Ковачевски, кој беше во Куманово, а таму пред спомен Костурницата го имаше неговото обраќање, во кое обраќање доминираше политиката, уставните измени и владините постигнувања секако. Обраќање имаше и градоначалникот Максим Димитриевски, доколку сакате неколку зборови за неговото обраќање, но пред да го чуеме вашето мислење, господине Ангеловски, дозволете да пуштиме еден мал дел од обраќањето на Ковачевски. Почитувани граѓанки и граѓани, благодарение на непокорот уште од 1903 година и успехот во народно-ослободителната борба во 1944 година, постои денешна, современа и независна, демократска, евроатлантска Република Северна Македонија. На првото заседание на АСНОМ е постигнат огромниот политички успех, со кој што конечно е остварен вековниот македонски сон. Формирана е македонска држава, во која што е воведен македонскиот јазик како службен јазик. Со определбата за прогрес во 1991 година обезбедивме независност. Во 1993 година државата стана членка на Обединетите нации. Во 2001 година надминавме меѓуетнички конфликт. Во 2016 година совладавме режим. Во 2017 година ја обновивме демократијата. Во 2020 година станавме членка на НАТО. Во 2022 година започнавме преговори со Европската Унија. Господине Ангеловски, ваше мислење за обраќањето на Ковачевски? Страшно, мислам, дали воопшто треба да се коментира. Овој човек едноставно ниту знае што зборува, ниту зошто тоа го зборува.
Најпрвен вели дека 903-та, па 1941-та до 44-та, со херојската борба на македонскиот народ, конечно сме ја оствариле целта Република Северна Македонија. Ниту автономските определби зборувале за некаква таква дива и вештачка творба, ниту илинденците од 1903-та зборувале за тоа. За тоа може да зборуваат само лејки како Ковачевски, кој пак меѓу другото и терористичкиот напад на албанските терористи во 2001-та го нарекува меѓуетнички конфликт, со што ја релативизира улогата на терористите и улогата на македонската армија и одбранбените сили. Па, вели дека во 2016-та урнале режим. Та дали е тоа достигнување на една држава за кое се зборува на денот на нејзиното востание и почеток на антифашистичката борба? Ете, за мене, например, тоа не е режим. И како сега заеднички ќе го славиме овој ден, кога тој го слави како ден на уривање на режим, а јас го славам некако поинаку. Значи, овој човек треба час поскоро, ама час поскоро, да замине од местото кое му го дадоа, кое ниту го заслужи, за кое ниту се кандидираше, за кое ниту беше гласан, затоа што секое негово појавување, верувајте, создава превртување во стомакот кај секој македонец. И доколку не замине час поскоро, не дај Боже, ние ќе се создаде таков револт кај македонските граѓани, посебно кај дел од македонскиот народ, но и кај многумина од малцинствата или од оние, како ги нарекуваат сега, етнички заедници, кои се лојални на државата и кои сакаат да живеат овде. И од тука, ете, самиот покажува докаде оди неговата не можам дури да најдам ниту збор за да го искажам тоа. А кога сакате пак сега да коментираме и за Кумановскиот градоначалник Максим Димитриевски, јас навистина не го слушав неговото обраќање, бидејќи не слушам такви ликови, во принцип не слушам. Слушам луѓе од кои имам да научам нешто, слушам луѓе кои се паметни, слушам луѓе кои се патриоти и слушам луѓе кои се конзистентни, кои стојат на своите ставови. А што да зборуваме за Максим Димитриевски, значи јас точно знам што би можел тој да зборува, гледајќи го како пред 6 години со голи гради застануваше пред Зоран Заев, беше подготвен нели фигуративно и да загине за него во битката против луѓето кои денеска како уставобранители лежат по затворите. Тој човек крваво се справуваше со нив и тој човек денеска има смелост да излезе, да ни се појави пред очи и да биде ултрапатриот, да биде поголем патриот дури од оние кои ги втера в затвор и кои се наоѓаат таму заради неговата крвава одбрана на Заев. А зошто го бранеше Заев? За да успее Заев да ни го смени името, да ни го избрише идентитетот и да го стори сето ова злосторство врз Македонија. Од тука, јас за таквите веќе подолго време го користам терминот шеста колона во Македонија. Нели, знаеме дека генералот на Франко, кога тргнал на Мадрид, рекол, доаѓам со 4 колони, 5-тата колона ме чека внатре, која ќе ми помогне. СДСМ нели ги има 4 колони, тоа се медиумите, меѓународната заедница, па не знам, бизнис секторот и така натаму. Нивната 5-та колона се политичките партии на македонските албанци и сега 6-та колона се луѓето кои ги пушта од зад грбот на македонската опозиција да глумат поголеми патриоти од сите нас, да глумат поголем папа од папата, за да може да, како мршојаци, да колвнат малку од македонското патриотско ткиво, со што би ја одзеле можноста на ВМ, не можат да му ја одземат победата, меѓутоа можат да му ја одземат можноста да добие 61 пратеник и повторно да биде обврзан да коалицира со ДУИ.
Тоа е желбата на СДСМ. Тој знае дека ги губи изборите. Тој знае дека катастрофално ги губи изборите. Меѓутоа, неговата желба е како да го инсталира Дуи во новата власт, затоа што ако Дуи се наоѓа во новата влада, штитејќи се себе си, заради криминалите што ги стори во изминативе години, ќе ги штити и функционерите на СДСМ. Ете таа играта, и во таа игра Максим Димитриевски, не знам, овој и оној, вие ги знаете подобро од мене, се истурените играчи, односно центарфорите кои треба да даваат голови. Кон каде да носат ваквите наменски обраќања на поединци, особено на оние од власта, но и некои политички партии кои се во зачеток, кои обраќања очигледно не се ориентирани кон причината за прославата, туку наменски за интересите на партијата од која доаѓаат. Зошто од страна на властодржците, односно официјалните лица на власта и државни функционери, се избегнува, односно не се споменува терминот македонскиот народ и борбата против фашистичкиот окупатор, особено бугарскиот. На една ваква прослава како што 11. октомври, наспроти нивното лого Непокор и слобода, кој лого го измислија само еден ден пред чествувањето на 11. октомври? Значи, видете, еден дел од одговорот веќе го дадов на претходното прашање, кога говорев за Димитриевски и за таквите како него. Тоа се тие кои настапуваат од лични партиски интереси, меѓутоа во служба на удбашката политика на СДСМ, за да го реализираат она што го реков, да го инсталираат Дуи во новата влада. Меѓутоа, знаете што, еве и вие, и сите во оваа држава, се задржуваат на антифашистичката борба, посебно против бугарскиот фашистички окупатор. Ами ние имаме двајца фашистички окупатори. Ние сме воделе борба против двајца фашистички окупатори. И зошто ни е страф и срам, само затоа што нивните внуци живеат заедно со нас, нам ни е страф и срам да кажеме дека сме воделе борба и против албанскиот фашистички окупатор. И тоа, се додека тоа го правиме така, и се додека трошките ги криеме под тепихот, ние никогаш не ќе можеме да воспоставиме вистински односи. Ние, онака како што, да речеме, еден Орбан отиде во Србија и им се извини на србите за унгарските злосторства во времето дока биле во сојуз со Хитлер, исто така, албанските политички партии во Македонија или политичките партии на македонските албанци треба јавно да излезат и да му се извинат на македонскиот народ за фашистичките злосторства кои ги вршеле во Република Македонија, а не да го глорифицираат фашизмот со отварање на споменици, како што е оној на Джемо Хасо во Симница, човекот кој примал по 5000 златни италијански лири за да се бори против македонските антифашисти. Само едно појаснување за нашите слушатели и гледачи, бидејќи во прашањето ние го спомнавме фашистичкиот окупатор воопшто, со акцент на бугарскиот, значи не ги избегнавме и другите. Така вреќе, но јас пак сакам да ги потенцирам нештата, одлично, за да им биде уште појасно на оние кои не следат. Токму тоа е и ваша задача. Тоа беше нашиот причина за да ве повикаме, за да кажете вие, бидејќи повеќе знаете. Како гледате на она што се случи во Прилеп, кога за време на посетата по повод чествувањето на 11. октомври од страна на трочлената владина делегација предводена од вице-премиерот Фатмир Бетики, имаше досега невообичаено големо полициско присуство и легитимирање на оние кои се движеа кон местото на настанот, дури и на потомците на хероите кои сакаа да им оддадат почит на хероите, со што беше очигледно дека трочлената владина делегација беше дистанцирана од народот. Пред да го слушнеме вашето гледање, предлагам да ја слушнеме изјавата на еден од членовите на ПС члената група од Скопје, која беше спречена да положи цвеќе на споменикот на хероите. Цела автобус носам 50 души, не мораше сите 50 души, али 4-5 души можеше да не убацат со делегацијата и ние да положиме цвеќе, а не овие стари луѓе, што се сите над 85 години, да чекаат цел сат и пол. Но што личи ова?
А ние сме дошле од Скопје. Синојка во 9:30 ми се јавија, вика не може од внатрешни наредиле да дека не може со делегацијата него да чекаме доле. Како гледате на ова? Што се плаши владата, господине Ангеловски? Од неколку аспекти може да се гледа ова. Прво, од што се плаши? Се плаши од неправдите кои им ги нанесува на овој народ, на граѓаните на оваа држава и е повеќе од нормално да се плаши и е повеќе од потребно да се плаши и е повеќе од потребно да и се докаже еден ден дека имала зошто да се плаши и дека ќе биде казнета. Тоа е првото. Второто е, нели ви делува како да речеме навреда за македонскиот народ, кога еве она што го зборува претходно, човек кој можеби нема никакво фашистичко минато зад себе. Можеби никој од неговите не учествувал директно во фашистичките орди кои од албанска страна ја напаѓале Македонија. Меѓутоа, припадник на тој фашистички дел од македонската историја оди и треба да положи цвеќе на местото каде што почнала антифашистичката борба. Тоа е дури малку и навредливо за македонскиот народ. И трето, токму тој битичи е сега доказ за ароганцијата на глупоста или за глупоста на ароганцијата. И заради тоа требаше да биде издвоен. Вие видовте како тој човек се повлече и си замина налутен од една пресконференција која не му се бенди са прашањето. Ами замислете си кога сите функционери во светот, кога во Америка, во Франција, не знам ваму или онаму, би ги напуштале пресконференциите затоа што не се задоволни од она што како прашање е поставено. Тоа е таа ароганција на глупоста или, ако сакате, глупост на ароганцијата која овие на власт се поинтензивно ја спроведуваат, а која ќе им се удри од глава многу скоро. Дали тоа ќе биде за 3 месеци или за 7 месеци, меѓутоа, верувајте ми, дека во моментот кога ќе ја изгубат заштитата од власта, ќе бидат бркани по улици и бидејќи нели на возрастни луѓе не се крева рака, ќе бидат кревани на клоци. Кога веќе се спомена Министерството за внатрешни работи, како гледате на се позачестеното присуство во јавноста од страна на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, кое негово појавување не е поврзано со неговата функција како министер за внатрешни работи? Дали ваквото појавување е еден вид негово лично самопромовирање со единствена цел, а тоа е фрлено око на лидерското столче во СДСМ, но и председателската фотелја? Да, дефинитивно, човекот цитира своја агенда, влезене во филмот дека е исклучително влијателен, исклучително моќен, што може би во овој случај, во овој момент е така, но не заради неговата способност и знаење, туку заради функцијата која ја има. Влезене во филмот дека е дури и многу омилен меѓу народот, и дека е единствената опција за македонскиот народ и за македонската држава да биде, може би, и наредниот шеф на партијата, во што не верувам, бидејќи тогаш не ќе може да биде и председател на државата, меѓутоа неговата крајна цел е председател на Република Македонија. Искрено, токму заради таа ароганција на глупоста, не верувам дека ќе може да освои повеќе од 150.000 гласа, доколку и победи на внатрепартиските избори во СДСМ, бидејќи таму имаме уште еден човек кој е исклучително самобендисан и кој мисли дека е доволно паметен и доволно знае за да уште еден мандат биде председател. Тоа е човекот кој нешто не стори ништо, нешто не направи ништо, туку како што велиме ние, дури и растура од направеното. Тоа е Стево Пендаровски. И ќе се јават уште многу ликови во момент кога ниту еден од оние кои се нудат не ужива, да речеме, максимална доверба кај членството и кај граѓаните, туку таа е поделена, така што најверојатно ќе се јават уште многумина, но Спасовски има најдобра позиција за да влезе во оваа трка.
зборувам за да влезе во трката за кандидат од страна на СДСМ, но однапред треба да знае дека битката на председателските избори за него е веќе изгубена. Христијан Мицкоски во изминативе неколку денови бара одржување лидерска средба на која намаса ќе бидат датумите за парламентарните и председателските избори, а Ковачевски и Ахмети таквата средба е условија со претходно изгласување на уставните измени. Во спротивно изборите ќе се случиле спрема законските рокови и тоа прво председателските, а потоа парламентарните. Ако се земаат во обзир диаметрално спротивните ставови на власта и опозицијата околу одржување на лидерска средба, каквите се вашите очекувања, ќе има или ќе нема да има, но поважно тоа, дали ќе има договор, односно консензус на политичките чинители? Како ќе го прокоментирате и ставот на некои аналитичари кои се апологети на власта дека барањето на лидерот Мицкоски за лидерска средба од страна на негова, на која би се договарале датумите за одржување на председателските избори и парламентарните избори заедно, упатувало на тоа дека тоа било наава веќе за поддршка на уставните измени од страна на ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија. Можно ли е пратениците од Коалицијата за обнова на Македонија да дават зелено светло за уставните измени? И што мислите вие, дали парламентарните и председателските избори ќе бидат одвоени и во редовен термин или пак заедно? Се надзира ли ризикот уставна криза во Македонија или пак само од политичка криза или пак од двете? Еве ќе почнам од позади, она што аналитичарите го тврдат дека барањето на Мицкоски ќе води кон гласање за уставните измени. Тоа македонскиот народ го формулира во една реченица и тоа гласи вака: гладна кокошка прососонува. Тоа, тие и такви аналитичари се всушност не се аналитичари, туку се платени пренесувачи на ставовите од владеачката партија. Знаете што значи да бидете аналитичар? Да седнете, да најдете податоци од барем 10 извори, да ги вкрстите, да ги споредите и да дојдете до она што ќе го кажете. Некогаш е точно, некогаш не е, меѓутоа сте го сработиле својот дел од работата и сте побарале одговор на прашањето. Тоа е првото. Второ, нема да имаме ниту уставна, ниту каква и да е криза, заради она што вчера се случи. Дефинитивно се надмина овој проблем за кој зборуваме. Договорено е работни групи да се формираат работни групи внатре во собранието, кои ќе седнат и ќе ги договорат изборите. Тоа е веќе чекор напред, ваков или онаков, но е чекор напред во разрешување на таа криза. И искрено се надевам дека работните групи ќе бидат формирани од искусни, опитни и паметни луѓе на кои сепак и на оние од СДСМ иднината и судбината на државата ќе им биде поважна од уште месец или два останување на власт и ќе изнајдат начин изборите да се случат во заеднички термин, да бидат заедно првиот круг на парламентарните и председателските избори. Според она што веќе го кажа Талат Џафери како председател на собранието, тој веќе го посочи и единствениот можен датум кога законски се поклопуваат овие нешта, а тоа е 5 мај, денот на Великден. Значи, веќе се најавува таквата можност, штом Џафери излезе и го најави тој датум като единствен можен, штом се формираат работните групи, јас искрено верувам дека Македонија нема да потоне во уставна криза, ако е веќе потоната во економска криза, од која не гледам излез, туку се не води кон еден можен банкрот, барем да не влегуваме и во уставна криза која ќе ни ја дотолци државава и дури потоа не знам како ќе се справуваме. Политичките партии почнаа се позачестено да ги промовираат анкетите од јавното мислење на граѓаните, а медиумите ги прават анализите на тие анкети и во зависност кого го покануваат за гостин, на истите се обидуваат да им дадат различни наративи, онакви какви што им одговараат.
За денес се одлучивме да погледнеме две анкети. Едната она на порталот mkd.mk, која што ја изработува агенцијата Market Vision, а другата она на Focus, изработена од Статус. Ако ги погледнеме двете анкети, ќе забележиме дека многу се разликуваат една од друга. Ќе дадам неколку примери за споредба. На прашањето кој политичар е најпопуларен во Македонија, се гледа дека на анкетата од mkd.mk, изработена од Marketing Vision, Христијан Мицковски има 12,3% доверба и е на првата позиција. Па следува Али Ахмети на второ место со 3,6%, а Димитар Ковачевски е на трето место со 3,5%. Ако ја погледнеме другата, поточно она на Фокус, која е изработена од Статус, на прво место е Димитар Ковачевски со 12,9%, на второ место е Никола Груевски со 11,1%, а на трето место е Христијан Мицковски со 10,5%. Како ќе ги прокоментирате овие две анкети, особено она на која се појавува Никола Груевски, кој има повисок рейтинг од Христијан Мицковски? Како да ги коментирам, освен едната, обете се погрешни. Анкетата во која Христијан Мицковски води, Ахмети е втор, а Ковачевски има 3,5% поддршка или рейтинг, тука е Ковачевски нема ниту 1% рейтинг, тоа е погрешното во таа анкета. А она другата е наменска, повеќе од сигурно, значи анкети се прават, домаќински анкети се прават со ставање на анкетната листа на политички партии и председатели на политички партии. Вие можете да го вметнете и Гоце Делчев на анкетата и ќе добиете дека тој има највисок рейтинг во моментов. Меѓутоа, за жал е мртов, не е ниту председател на партија, ниту ќе учествува на изборите. Истото и со Никола Груевски. Јас верувам дека човекот може би се уште има добар рейтинг и дека го задржува рейтингот. Не верувам дека има повисок од Мицковски, затоа што сепак Мицковски макотрпно работеше во овие 6 години за да стаса до овде до кај што е. Ударна беше борбата против него. Вие знаете дека порано СДСМ со своите методи, оние старите удбашки методи, се бореше против ВМРО ДПМН и се обидуваше да го оцрни ВМРО ДПМН како политичка партија. Гледаше дека тоа не им успева и дека дури го сплотува членството на ВМРО ДПМН кога се чувствуваат нападнати, односно се собираат во една група за да се заштитат. И сега спроведуваат нова тактика која всушност ја спроведуваат и западните демократии како вашата, а после ќе кажам зошто ова го потенцирав. Значи сега тие удираат лично по Христијан Мицковски, за да успеат да направат поделба внатре во ВМРО ДПМН. За ВМРО ДПМН не зборуваат ништо лошо, туку зборуваат за Христијан Мицковски. Тоа е истото, не зборуваат ништо лошо за Русија како држава, зборуваат лошо за Путин, не зборуваат ништо лошо да речеме за Турција, туку за Ердоган и така натаму и така натаму. А сега кога ги споменав западните демократи, јас навистина бев згрозен од она што го чув на вашите вести, дека ќе се одржи референдум дали домородното население да влезе во уставот на Австралија. Тоа се вредностите на западните демократии. Во 21. век да имате граѓани на една држава кои се уште не можат да се најдат во уставот, а при тоа да се староседелци, да се првите кои живееле таму, да се уништувани и убивани од доселениците. Ете, таа е западната демократија и навистина таа и таква демократија работи против интересите на Македонија. Вчера имавме посета од двајца американски сенатори во Република Македонија и една од нив се вика Джин Шахин, жената е во години, сенаторка во Американскиот конгрес, ни порача на вестите на Сител во интервју, ни порача вака, вели, Македонија е, вели, добра членка на НАТО. Многу ни помогна
на САД и помогнала на Соединетите Американски држави при евакуацијата од Авганистан. Па дали е свесна што зборува? Ако Македонија успеала да помогне при евакуацијата, за каква воена сила на Соединетите Американски држави ние зборуваме? Значи, тоа се тие двојни стандарди и лаги на западната демократија. Исто да речеме вчера евроамбасадорот се осмели по кој знае кој пат да ни рече дека само уште уставните измени и ЕУ нема да има никаков друг услов. Ами знаете како вели нашиот народ? Ако еднаш те излажат, си погрешил. Ако втор пат те излажат, си погрешил. Ама ако и трет пат те излажат, значи си будала. Так. Што мисли господинот Гир дека ние овде, кои живееме, сме будали, сме ненормални, сме, не знам, едноставно некогаш човекот, јас кој зборувам и повеќе од колку што треба, еве некогаш останувам без зборови. Па интересно е зашто ги викаат на интервју овие личности кога пред време се знаат каков одговор ќе дадат на секој поставено прашање. Па знаете зошто ги викаат? За да создаваат јавно мислење. Ние сме сведоци дека западните медиуми кои сега таа длабока држава во Америка почна да контролира и локалните медиуми во земјите каде што е присутна, тие го создаваат јавното мислење и создаваат симпатија или антипатија, создаваат чувство на емпатија или чувство на омраза. Тоа ни се случува и сега, да речеме, во палестинско-израелскиот судир. Вие гледате дека се извлекува еден пример на една девојка од Германија, која дали е убиена или не, или е само малтретирана, па е возена во автомобил. И сега од тоа се прави приказна, и таа приказна се шири преку сите можни медиуми, за да се создаде чувство на одвратност, за да се создаде чувство на омраза кон палестинците, а при тоа се молчи дека мали палестински дечиња се убиваат, дека во моментов 1500 луѓе во болниците се осудени на смрт, затоа што Израел ќе ја исклучи струјата, а тие луѓе се наоѓаат на апарати, и уште единствено генераторите кои работат на нафта се последната нивна шанса за живот. Меѓутоа и нафтата ќе секне еден ден и Израел нив ги осудува 1500 невини луѓе осудува на смрт, ниту еден од западните медиуми тоа не го кажува. Ете затоа доаѓаат тие луѓе, ете затоа се вршат интервјуа со нив, и ете затоа го зборуваат тоа што го зборуваат, за да создаваат јавно мислење и да создаваат кај народот чувство на потреба од она што тие го зборуваат. Да не разберат погрешно нашите гледачи и слушатели, ние не сме против да ги викнат на гости, против сме на начинот на кој што и видот на прашање кој што ги поставуваат. Само тоа не видете вака. Јас пак, на пример, сум против на еднострано повикување на гости. Зошто пак да не повикаме и гостин од Народна република Кина? Ајде нека дојде и тој, па нека каже нешто, еве, ајде не сакаат сега од омразената Русија, затоа што нели е голем агресорита, но зошто да не дојде од Народна република Кина гостин, па да ни каже некој искуство, да каже како тие ја развиваат економијата, како работат и што. Значи, да се разбереме, мене ми пречат тие двојни стандарди, ми пречи лицемерието и ми пречи едностраното гледање на нештата. Повикајте она што го зборував и за аналитичарите, повикајте од 2, од 3, од 5 различни држави, нека разговараат, нека кажуваат, нека зборуваат, па ние сме доволно паметни да се извлечеме заклучоци. Во последниве неколку години откако на власт е оваа народна влада, очигледно е дека во Македонија драстично е намален националниот имунитет. Вие многу често говорите дека на Македонија се случува дуизација. Од што повеќе треба да стравуваме, господин Ангеловски, се разбира, ако продолжи ова народна влада по патот кој го има трасирано, а тие само го спроведуваат сценариото. Дали ние македонците треба да стравуваме од бугаризација или од албанизација или од двете? Може ли македонизмот да се избори и да се
подигни прв на пиедесталот и покрај наездите на соседите, но и демографскиот пат на македонците. И како ќе ја прокоментирате изјавата на универзитетската професорка во Драч Елена Коцаки, која е политичка аналитичар, која рече дека албанците се вистинските македонци, а бугарите се фалсификат македонци. Кон каде ја тера водата оваа господја? Значи, кога не би било многу смешно, наистина не би можел да коментирам, не постои народ од соседството кој не сака да биде македонец. Тоа го сакаат оние од југот, оние од Грција, тоа го сакаат оние од истокот, еве сега тоа двојно повеќе го сакаат и овие од западот. Тоа се должи на немањето сопствени корени. Тоа се должи на немањето сопствена традиција. Тоа се должи на немањето на сопствен идентитет и нормално, за да може да се изградат како народ и како нација, за да може да прикажат пред светот каков и да е идентитет, за да може да прикажат каква и да е традиција, стара барем 2000 години колку што имаме ние македонците, тие упорно сакаат да бидат македонци. И сега, е ли можно сите на Балканот да бидат македонци? Да. Доколку го прифатат тоа вред, ние македонците сме согласни ова повторно да биде македонски полуостров, сите ние да бидеме македонци со различно етничко потекло. Едните ќе си бидат, да речеме, не знам, маџири, не знам, ова и она, другите ќе бидат луѓе дојдени од зад Кавказот, третите ќе бидат собрани од Кубрат хан во 7. век и така натаму, но еве, сите ќе бидат македонци на македонскиот полуостров. Срамно, страшно и жално е, а инаку, дали македонизмот ќе победи? Се обидуваат македонизмот да го прикажат како идеологија. И тука е главната битка која ја водат против нас македонците. Дека тоа е идеологија која ни е наметната некаде после Втората светска војна, врз која ние сега сакаме да изградиме нација, да изградиме држава и така натаму и така натаму. Ние треба да кажеме дека колку што е француското чувство идеологија, колку што е германското чувство идеологија, колку што е чешкото чувство идеологија, колку што е руското чувство идеологија, толку е и македонското чувство идеологија. Значи, македонизмот не е идеологија, туку е традиција, туку е етничко постоење, милениумско етничко постоење и како такво треба да биде прифатено. А дали ќе го сочуваме? За жал, се додека се боревме само против надворешните непријатели, јас бев речиси сигурен дека ќе го сториме тоа, но со појавата на најголемото зло во современата македонска историја Зоран Заев и со она што од тој ден наваму се случува, кога интензивно однатре се брише македонското постоење, секој понатамошен ден на останување на оваа влада на власт, значи уште еден милиметар губење од македонското постоење и од македонскиот идентитет. Значи, жално е што имаме внатрешни непријатели кои упорно работат на уништување на се што е македонско. Вие гледате од таму некаде февруари, веќе ќе мораме и сите документи, без разлика што ни се важечки, со сопствени средства да ги смениме и да ги напишеме со името на новата вештачка творба која ја создадува. Ами, дали тогаш ние македонците ќе треба преку Бадентер нема да бидеме северни македонци, туку ќе си бидеме македонци, а ќе бидеме група која ќе зборува над 20%, дали ќе треба преку Бадентер да си ги бараме своите права. Значи, час поскоро да се урне оваа власт, затоа што едноставно македонскиот народ крвари, а Томас Джеферсон, знаете, рекол на времето дека дрвото на патриотизмот треба да се полева, некогаш со крвта на патриотите, но уште повеќе со крвта на предавниците. Кога веќе го споменавме демографскиот пат, како гледате на последните податоци дека оваа година 70.000 македонски граѓани ја напуштиле државата?
Дали ова може да се смета како еден вид на екзодус? Дали политиката е највиновна за ваквите случувања? Дали со се она што се случува во последниве 6 години ги доведе честните македонски граѓани да се срамат за тоа што се честни? Во секој случај да, значи единствен виновник за одселувањето на македонците, она што како екзодус се случува во последниве 6-7 години, е погрешната политика, корумпираната политика и неправдите кои оваа власт ги врши врз собствениот народ. Вие се сеќавате на филмовите кои ги правеа, додека нели го уриваа режимот, во кој режим сега се колнат дека има највисок рейтинг за да ги спаси од пропаста. Се сеќавате како редеа чевли по улиците од заминатите деца од Македонија. Лажеа се што зборуваа. Најголемиот лажов, човекот кој откако се излаже и откако се уништи се повлече и сега си го дочекува во гости неговиот партнер Ципрас, се што кажа се излажа, лага беше и дека дотоа се иселуваале младите. Младите почнаа да се иселуваат од како оваа влада дојде на власт. Меѓутоа, јас тоа постојано го зборувам и секаде каде што го зборувам, сите го зборуваат истото и сите се согласни. Дека младите од оваа држава не ни бегаат затоа што не можат да си обезбедат екзистенција. Во Македонија се уште може да се обезбеди екзистенција на овој или на оној начин, малку подобра или малку полоша, но се уште има простор да се обезбеди екзистенција. Младите бегаат од неправдите кои ги чувствуваат. Младите бегаат затоа што не можат да го докажат она што е вистина, туку мораат да го трпат она што е лага. Младите бегаат затоа што гледаат дека на своји 30 години, да речеме, треба да одат и да работат за 25.000 денари, а завршиле факултет, завршиле магистратура и така натаму, додека внукот, да речеме, на Ахмети на 25 години има 10 милиони евра и купува компании, купува фирми и купува имот во Република Македонија. Ете, од тоа ни бегаат младите, од таа страшна, коруптивна и криминална власт која владее со Македонија во последниве 6-7 години. На крајот на минатата недела во Гранада во Шпанија се одржа состанок на неформалниот совет на Европската Унија, на кој состанок присуствуваа лидерите на земјите членки на ЕУ, а разговараа за приоритетите на Европската Унија за во следните години да подготват стратешката агенда, меѓу кои проширувањето како и за внатрешната реформа на ЕУ. Како вие гледате на таквата стратешка агенда и на донесената декларација, во која покрај другото се зборува и за проблемот со миграцијата, но и за финансиите? Како ова ќе се одрази, особено врз финансиите наменети за земјоделската политика, доколку Украина влезе во Европската Унија? И неколку зборови за отвореното писмо на полскиот председател, во кое писмо јавно ги обвини Германија и Франција дека се империалистички држави во Европската Унија. Најпрво, она што се случи во Гранада или состанокот во Гранада е сосема неформален состанок или се вика средбата под покровителство на Макрон. Откако го удрија по глава Макрон, кој сакаше нели да успее некако да влезе во големата политика и да ја внесе и Европската Унија во збиднувањата кои геополитички се случуваат во светот, беше удрен по глава и сега му беше дадена можност, во Гранада ќе организира состанок на кој ниту беше донесена каква и да е валидна одлука, затоа што ниедна од тие одлуки кои во Гранада беа условно речено донесени не е обврзувачка за никого, ниту каква и да е одлука некој ќе треба да спроведе. Сето тоа беше само фарса за повторно на оние кои сакаат да им веруваат на, како да речам, на празните ветувања на западната демократија, да им се покаже дека се работи во ваш интерес, во ваша полза, се размислува за вашата иднина и за вашите геостратешки, нели, и
геополитички ситуации и состојби во кои треба да се најдете. Сето е тоа лага, тоа е само, повторно ќе речам, една фина макроновска средба во Гранада, од која нема ништо. Што се однесува до писмото на полскиот премиер, вие знаете дека во последно време се повеќе има разногласие во Европската Унија. Ако најпрвен тоа беше само Унгарија и Виктор Орбан, потоа гледате дека се појави Словачка и нејзиниот најверојатно нов премиер, човекот кој победи на изборите и кој рече, јас рече, ќе се грижам за интересите на мојата држава и мојот народ, по цена и да бидам исклучен од Европската надпартија, она Европска социјалдемократска партија. И сега еве се појавува Полска. Полска се појавува затоа што се чувствува како вклештена меѓу чеканот и наковалната. Од една страна е Русија, од друга страна се Германија и Франција, а Полска сакаше да биде најмоćната држава во Европа и работеше на тоа поле, работеше на полето на вооружување. Полска е исклучително добро вооружена држава, може би има и најјака армија во Европската Унија, бидејќи останатите дури и немаат армија, и да речеме, оној што мисли дека Германија има моćна армија, Германија воопшто нема армија. Германија е окупирана од Соединетите Американски држави, каде што постојат 25 американски бази, а знаете што значи терминот окупација. Окупација значи ако странска чизма гази низ твојата земја. Така што беше реално да се очекува ваквата реакција на Полска, меѓутоа најверојатно ќе биде употребен методот. Тоа е покрај двојните стандарди, тоа е вториот најопасен метод, а тој метод се вика како ќе каже Америка. И најверојатно Америка ќе изврши притисок врз Полска и Полска ќе си легне на брашното и така некако ќе заврши ова несакана епизода во полско-германско-француските односи. Меѓутоа Полска е се поотворена во своите искажувања, не само кон Германија и кон Франција, туку и во своите искажувања кон Украина и кон украинската корумпирана власт, зборува за ненормалната корупција во Украина, зборува за се. Така што на крај сепак ќе речам, вториот методот како ќе каже Америка, тој метод всушност го гледате секаде, го гледате кај нас. Нашите политичари немаат свој став, нашите политичари немаат критичко мислење за што и да е, туку одат според методот како ќе каже Америка. Нашите политичари дури немаат ниту заедничка политика, посебно немаат заедничка надворешна политика. Надворешната политика е приватна работа на Бујар Османи, кој работи токму по методот како ќе каже Америка. И тој, уште прв, не чекајќи никого, излегува и дава соопштенија, дава поддршка или осудува или прави нормално според методот како ќе каже Америка. Господине Ангеловски, како ќе ја прокоментирате изјавата на шефицата на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, која меѓу другото порача дека секоја држава поединечно ќе треба да го заслужи местото во европското семејство преку процесот на реформи, особено во правосудството, а не по автоматизам. Како и изјавата на Жозеф Борел, кој рече дека добро е да има политички хоризонт и цел, но не мора тоа да е точно тој датум. На што упатува ваквата дипломатска изјава? Значи, не знам зошто, еве и фон дер Лајен и Борел се толку загрижени за нас македонците, па сакаат да не внесат во Европската Унија. Зошто не се толку загрижени за граѓаните на Монако, кои им кажа дека ги прекинуваат преговорите затоа што не можат да преминат преку црвените линии? Зошто не се загрижени за граѓаните на Норвешка и на Исланд кои ги прекинаа преговорите со Европската Унија? Со што ние македонците заслуживме толкава љубов
па инсистираат на наше внесување во Европската Унија, ама при тоа да бидеме избришани како народ, да бидеме избришани како идентитет и да бидеме избришани како македонско постоење. Морав да ги искарикирам овие работи вака, за да сватиме. Та дали навистина сметаат дека овој народ се уште не ги сваќа работите, дека не нам ни е потребна Европската Унија, туку дека територијата на Република Македонија и е потребна на Европската Унија. Исто како што се случуваше со НАТО. Не нам ни беше потребен НАТО, туку на НАТО му беше потребна територијата на Република Македонија и стори се за да го смениме името, за да дојде до консензус, да стави чадор врз оваа територија. Но не стави чадор врз територијата на Република Македонија, туку стави чадор врз територијата на некоја новосоздадена, политичка, измислена и насилно формирана творба. Значи, како да ги толкувам исказите на една фон дер Лајен, на жена која навистина е изгубена и во времето и во просторот, на крајот на краиштата, јас тие и таквите ги нарекувам кореврократи, корумпирани европски бирократи. Европа и Европската Унија имаат голема криза на авторитети и на лидерство. Вие во Европа и во Европската Унија не можете да сретнете ниту еден вистински лидер, човек со авторитет и со лидерски способности, како што да речеме, на времето бил еден Де Гол, како што доскоро беше една Ангела Меркел, како што доскоро беше сега веќе починатиот Берлускони и така натаму и така натаму. Значи, во овој момент вие имате шуплоглави политичари кои работат, пак ќе повторам, по методот, како ќе каже Америка, и тука завршува се, и мислам дека понатаму немаме ни потреба да коментираме. Так. Во една ваква ситуација, кој би бил најдобриот чекор што треба да се преземе од страна на Македонија пред се од идната влада, бидејќи ова очигледно е дека има други агенти кои не одат во корист на македонскиот народ и македонската држава. Дали еден од чекорите е да се изврши притисок Бугарија да ги спроведе пресудите од Страсбург, со што ќе го признае постоењето на македонското малцинство во Бугарија, а со тоа и признавање на постоење на македонскиот народ. Дали доколку се успее во тоа, ќе се стави крај на сите проблеми кои моментално стојат помеѓу двете држави и ќе се затворат сите отворени прашања? Па мислам дека не. Значи, Бугарија, официјална Софија, ги става на кантар сите можни позитивни и негативни последици за нејзе. Официјална Софија не би инсистирала прво на влегување на бугарите во Уставот, бидејќи ако влезат тие 3500 бугари во Уставот, тука завршува приказната за ист народ во две држави. Само со тоа ќе се докаже дека во Македонија живеат и припадници на еден друг народ од македонски. Меѓутоа, официјална Софија ги има ставено на другата страна на кантарот оние 120.000 државјанства кои ги има нелегално и нелегитимно издадено на македонски државјани и знае дека после тоа преку тие 120.000 ќе изврши притисок во Европската Унија за да започне процесот на бугаризација на македонското општество. Значи, тогаш тие 120.000 фиктивни или не, меѓутоа постојат според издадените државјанства, тие ќе бидат ударната тупаница во бугарското барање, преку Бадентер да добиваат вработување, да бидат отворени основни, средни и високообразовни институции на бугарски според нив мајчин јазик, да бидат отворени културни институции на бугарски мајчин јазик, и вие ќе речете, па нека отворат, што од тоа не може да започне процесот на бугаризација. Да, но кога ќе почне да се вработува според етничка бугарска припадност, ами ние имаме бедни македонци кои се пишуваат албанци само за да се вработат.
А што очекувате од некој дека нема да се пишат бугари за да бидат вработени? Ами кога ќе започнат да делат високи стипендии за школување во средното и во високото образование, а имаме сиромашни граѓани кои не согледувајќи ја опасноста ќе ги прифатат стипендиите и ќе се ги школуваат децата. Ами имаме уметници на кои ќе им бидат доделувани огромни хонорари за да работат во бугарските културни институции и да го бугаризираат ова општество. Од тука, ако е проценката на официјална Софија, дека со тие 120.000 или не знам точно колку се доделени државјанства, ќе може да го совладаат постоењето на 3.500 како посебен дел од македонскиот народ, тогаш ќе ги совладаат и македонското малцинство во Бугарија и ќе ги прифатат одлуките на судот во Страсбург. Меѓутоа, тоа пак после ќе им биде дополнителен притисок врз Европската Унија, сега пак возвратно да го стори истото со нас, Македонија, да го смени уставот и да ги признае бугарите во уставот на Република Македонија. Тоа може да биде исклучително опасно и лично јас, може би грешам, не сум правник, меѓутоа следејќи логиката на нештата, во овој момент не би инсистирал на усвојување на одлуките од Страсбург. Да видиме како ќе се одвиваат нештата, оти оваа игра не е на официјална Софија, официјална Софија е само извршител, зад оваа игра стојат големите европски сили, пред се Франција и Британија, инаку како можеа да дозволат единствено Бугарија од сите земји членки на Европската Унија, без никаква процедура, без никакви стандарди кои ги имаат сите останати земји членки, да доделува државјанства на туѓи државјани, во случајов на македонските државјани. Зошто не дозволуваат, да речеме, французите или германците, да појдете кај нив, да речете дека дедо ви бил французин, да се подпишете, па дури и да испеете песничка дека мојот дедо беше французин и да добиете државјанство. Не, таму мора да чекате 15 години за да го добиете државјанството во сите земји од Европската Унија, единствено на официјална Софија и беше дозволено да работи надвор од сите стандарди. Тоа е големата игра на големите европски сили. Одлично кажано. Февруари е на прагот, а тоа е месец кога треба да заврши процесот за менување на личните документи како последица на преспанскиот договор. Према информациите на министерот Оливер Спасовски, досега преку 1 милион граѓани ги промениле нивните лични документи. Спасовски сподели една друга информација, а тоа е дека 70% од оние кои имале закажано да ги променат личните карти ги откажуваат закажаните термини. На што се должат ваквите откажувања? Дали тоа е еден вид на отпор и непослушност, односно несогласување со власта за чекорот кој го направија, и како тоа ќе се одрази да следните парламентарни и претседателски избори кои се на прагот? И како ќе го прокоментирате образложението на Спасовски во врска на промена на лични документи кои имаат важност дури неколку години после февруари 2024, дека трошковите ќе ги сносат граѓаните, иако не се ни најмалку виновни за тоа, сепак треба да платат, бидејќи така наложувале правните документи и меѓународните договори и домашните законски измени. Значи, не случајно ја држат македонската јавност во магла. Најверојатно накрај ќе се обидат да донесат некаква одлука или некој подзаконски акт или не знам што, со кој на изборите не ќе може да се гласа доколку немате нов документ со новото омразено име на држава. Но во меѓувреме слушаме и вакви и онакви толкувања, дека да, ќе може да се гласа, па нема да... Сето тоа само купуваат време, за да дојде еден период во кој веќе на вистина
еден број од милион луѓе не ќе можат да ги сменат личните документи и тие и таквите не ќе можат дури да бидат гласачи, не ќе можат да излезат на гласачките места. Тоа е првото. Второ, дека милион луѓе веќе ги смениле документите со новото име на државата, просто не ми се верува, затоа што исто така не постоеше доволно време за да милион луѓе успеат да ги сменат, освен ако тоа повторно не е игра за каква што бев начул, не сум сигурен, не сакам да тврдам, меѓутоа се говори низ Скопје дека преку општинските комитети на СДСМ се собираат личните карти на нивното членство, се испраќаат во подрачните единици на Министерството за внатрешни работи и се заменуваат со новите лични карти. Така може да се заменат и 100, 200 или 500 лични карти во еден ден, без да бидат присутни луѓето таму. Тоа е значи дека ако е така, тоа е уште еден обид за изигрување на македонскиот народ и за изигрување на македонското гласачко тело. Од последното ваше интервју овде на Македонски корени се случи и она преписка помеѓу Никола Груевски и дел од високото раководство на ВМРО ДПМН. Вие сте долги години коалиционен партнер со ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија. Каков е вашиот став за она што излезе во јавноста, не само со преписките, туку и со информациите кои ги изнесе Али Ахмети? И како гледате на она што некои политички аналитичари кои изигруваат дека се независни, ама со нивните изјави го потврдуваат спротивното, а тоа е дека се ботови на СДСМ и владата, а кои изјави одат во насока дека во ВМРО ДПМН има голема криза и дека на повидок се формирање на неколку нови партии кои ќе произлезат од таквата криза. Гледате ли вие криза во ВМРО ДПМН? Најпрво, она што го говорев преска, повторно морам да го кажам, значи една власт, една политичка гарнитура која се наоѓа на власт, а која нема што да понуди, нема ниту визија што понатаму би работела, нема ниту план за нареден период, при тоа нема испорачано никакви резултати во своето досегашно владење, таа партија нема на што да се потпре, освен да се обиде да одземе од рейтингот на опозицијата. Ова е сето игра, една удбашка игра на СДСМ, како да одземе од рейтингот на опозицијата. Ниту ќе се формираат други политички партии од ВМРО ДПМН, ниту Никола Груевски ќе се појави на изборите со политичка партија или со не знам што. Ќе останат на крај како истурени играчи на СДСМ за да одземаат гласови Максим Димитриевски, Стефчо Јакимовски, Данела Арсовска, доколку еве формира партија, ја најави. Значи, тоа ќе бидат истурените играчи на СДСМ кои ќе треба да крадат, а кои не ќе можат, за жал, да украдат ништо. Тука секако ќе биде и левица на Пасиев, нели човекот кој сега е извонредно загрижен за македонските национални интереси, а сите вие се сеќавате дека беше во првите редови на шарената револуција, кога ги гнасеше македонските институции со балоните со боја, па потоа беше во специјалното јавно обвинителство кое се покажа како најкорумпираната институција во државава, и сега тој таков пак е на другата страна на барикадите, значи барикадата си стои, тој само прескокнува од едната на другата страна на барикадата. Ако утре биде курентно, тој повторно ќе прескокне на онаа страна на барикадата. И што можете да очекувате од човек кој денеска оди во Благоевград и се поклонува на таму на споменикот на Гоце Делчев и разговара со македонското малцинство таму, утредента оди и се поклонува на гробот на Тито, на човекот кој е исклучително заслужен за загуба на македонското малцинство. Што да очекувате од човекот кој се поклони на гробот
на Енвер Ходжа. Да, и тие ќе бидат играчите кои ќе треба да крадат од гласовите на опозицијата, а она што се случува внатре во ВМРО ДПМН, за мене е тоа внатре политичка работа и не сакам ниту да се мешам, ниту пак имам право, ниту пак имам доволно информации за да говорам за било што. И се додека таквиот однос внатре во партијата не влијае на односот внатре во коалицијата, не влијае на односот меѓу коалиционите партнери, тоа останува внатрешна работа на ВМРО ДПМН и ние остануваме партнери на ВМРО ДПМН. Ние остануваме коалицијски партнери на партијата, а нивна работа е кој, како, кога и зошто ќе биде во раководството на ВМРО. Така. Темата со измените на кривичниот законник, кој стана препознатлив символ за скриена амнестија за функционерите, како и законот за амнестија и помилување кој е во собраниска процедура, се уште е една од главните теми кои се врти во јавниот дискурс. Како гледате на ваквите закони? Кој ќе се офајди, односно спаси со овие закони? Дали навистина ќе се растоварат затворите или со нивното носење, едни ќе излезат, а други ќе влезат? И како гледате на одлуката на Blueprint, групата на граѓански организации за реформи во правосудството, да се повлече од натамошната работа и давање на придонес во процесот на изработка на новиот кривичен законник, бидејќи нивното учество било безпредметно во постапка која го озаконува незаконитото, при тоа за дел од нив злоупотребувајќи го европското знаменце. Значи, конечно се појави некој со достоинство. Тоа е таа Blueprint група, која излезе и не сака понатаму да учествува во натамошната криминализација на државава. Значи, носењето на ваквите закони е нова криминализација на Република Македонија, а кој ќе се офајди? Па сигурно нема да се офајдат оние ситни, мали джепчи, оние кои сториле сообраќајни прекршоци за кои треба да лежат 6 или 10 месеци. Сигурно нема да се офајдат обичните луѓе кои заради силата на нештата, заради приликите сториле ваква или онаква грешка. Ќе се офајдат оние кои се офајдиле и досега. Се офајдиле од кражба, се офајдиле од криминал, се офајдиле од незаконски тендери, се офајдиле од се она што им стоело на располагање, а кое безсрамно го користеле и го злоупотребувале. Значи, ова, на крајот на краиштата, е наменето за жал за функционерите. Без разлика дали се наоѓаат во оваа или во онаа партија, оти ако се донесе ваквиот закон сега, најверојатно ќе им служи на функционерите од СДСМ, кои допрва ќе треба да одговараат, да добијат што помали казни. Меѓутоа, таквиот пак закон ќе ги охрабри идните функционери да влегуваат во такви незаконски и во криминални действија, затоа што нели ќе знаат дека законските казни се многу помали и дека едноставно ќе ги поминат многу полесно од колку што треба. Од тука јас многу одамна во името на МААК се залагавме дури и за воведување на смртна казна. Има дела кои заслужуваат и смртна казна. Значи, сега не е муабетот за смртната казна, значи ние се залагаме дури и за зголемување на казните за некои дела, како што се осиромашување на државата преку празнење на нејзиниот буџет, ами со тоа вие директно работите против моето дете, против мојот внук. Вие директно му оневозможувате лекување, вие директно му оневозможувате школување, вие директно му оневозможувате културно воздигнување, крадејќи ги парите од буџетот кои треба да бидат наменети токму за таа цел. Значи, тоа е злосторство од невидени размери. Вака може би изгледа како, па ништо ете зел 20 милиони или 100 милиони евра. Да, меѓутоа тие пари се земени од иднината на нашите деца и од иднината на нашите внуци и како такви тие сите злосторства мора да бидат казнувани уште и со двојно повисоки казни наспроти сегашните.
Анкетната комисија за онкологија започна со сослушување на сведоци за се што се случувало на клиниката. На првиот ден говореа поранешниот министер за здравство Беким Сали и министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Какви се вашите први впечатоци, особено околу тоа што за некои пациенти имало лекови, а за некои не, барем према извештајот на ревизорната комисија, иако Македонија е декларирана како социјална држава? И кои се вашите очекувања од оваа анкетна комисија? Ке има ли поведување на постапка за утврдување на одговорност пред се кривична на носителите на јавните функции? Знаете, со еден збор, она што се случувало на онкологија, можеме да го наречеме монструозно. Замислете си ги луѓето кои изгубиле пред година, 2 или 3 некој свој најблизок и денеска слушаат дека тој можел да биде излекуван, но дека наместо лек кој бил продаван на Косово или ваму или онаму, на нивниот најблизок му биле давани, не знам, обични инфузии, ова или она. Можете ли да ги замислите чувствата на тие луѓе кои останале без својот најблизок? Затоа велам, најблаго речено, ова е монструозно. Ова, прв пат, јас еднаш го кажав, прв пат се случува после појавата на ебола во Африка, кога намерно беа заразени луѓе за да умираат, за да се создаде епидемија. Може би тоа беше во поголеми размери, меѓутоа беше монструозно. Еве, на европска територија, повторно се појавува една монструозна ситуација. И сега, господинот Гир ќе ми каже, или не знам, фон дер Лајен, или кој да е, дека само уште внесете ги бугарите во уставот и вие припаѓате на Европската Унија. Ами припаѓаме ли ние на Европската Унија со вакви монструозни случувања во здравството? Ами зарем тие луѓе од фон дер Лајен па преку Борел и натаму не треба да дојдат овде да се заложат и да речат бараме веднаш во најкусможен рок да бидат пронајдени и казнети виновниците на ова монструозно злосторство. На крајот може да се случи повторно некаков кабел или не знам што да се појави во просториите на онкологија и тој да биде виновникот за она што се случувало. Срамно, страшно и жално. Градоначалничката на град Скопје, Данела Арсовска, во четвртокот ја разрешила од функција директорката на јавното претпријатие Комунална хигиена, Косана Мазнева Николич, која пред само 3 месеци жестоко ја бранеше пред новинарите и пред целата македонска јавност, а на нејзино место го назначила Гоце Трајковски. Косана потврди дека е разрешена од функцијата, но не знае зошто. Вие сте советник во град Скопје. Дали знаете која е причината или можната причина што ја разрешила и на нејзино место го назначила Гоце Трајковски? Пред да одговорите, ако немате ништо против, за нашите слушатели и гледачи предлагам да слушнеме како Арсовска пред 3-4 месеци или пред 6 месеци ја величеше и бранеше дека таа е храбра и одлучна. И пред сите злоупотреби, а не да ја напаѓаат оваа жена тука. Целиот град стои позади неа. Затоа што е храбра, затоа што е одлучна и затоа што сама се спротистави на сите, при што 20-30 години еден маж не се нашол да застане. Или му биле партиските или политичките интереси побитни. Повелете. За жал, јас сум разочаран од господјата Арсовска. Се покажа како жена без интегритет. Вие гледате, си ги менува ставовите и искажувањата во зависност од потребите. Ако се вратите наназад во времето на предизборието, пред локалните избори, вие ќе ги чуете нејзините кажувања за Христијан Мицкоски, за човекот кој ја даде можноста да се кандидира и да стане градоначалник на Скопје. Некако исто вака зборуваше и за него, за да веднаш после тоа го напаѓа, го нарекува вака или онака. Тоа е човек без интегритет, тоа е човек извршител на туѓи агенти.
Значи, за жал, јас како советник и никој од нас како советници немаме никаков увид во тоа што се случува, затоа што господјата Арсовска го исприватизира градот Скопје, се однесува како да е незина лична фирма или како да е незина лична собственост, каде што може без никаква консултација со никого, без одлука на совет да прави било што посакува, да менува луѓе како да се чорапи, да ги фрла во ѓубре, да става други, а при тоа да става луѓе со длабока партиска припадност. Господјата Арсовска, ако најдете нејзини искажувања на седница на Советот, во многу пати говореше: јас не сум партиски човек и јас ќе извршам департизација, јас ги тргнав кадрите на ВМРО ДПМН за да го департизирам градот и да ги департизирам градските установи. Сега, господјата Арсовска треба да ни објасни зошто пак откако ги тргна кадрите на ВМРО ДПМН и го департизира градот со кадри на ДУИ и на СДСМ и на ГРОМ. Дали тие не се партиски кадри? Ами ако граѓаните на Скопје сакаа и понатаму директори на јавните предпријатија да бидат кадри на ДУИ и на СДСМ, ами тие ќе си го гласаа Петре Шилегов, а не ќе и требаше Даниела Арсовска, за да преку незе го дуизираат градот. Вие сега имате тројца директори на големи јавни предпријатија кои доаѓаат од ДУИ. Зашто зборува господјата Арсовска? За дуизација на Скопје, за најголемото зло кое таа го внесува на голема врата. Ете, тоа се случува, а за жал, Советот е исклучен од сите збиднувања во градот. Советот упорно се бори да придонесе со нешто онолку колку што може, меѓутоа ингеренциите му се многу мали, а навистина се обидуваме на секоја седница да придонесеме. Јас морам да ви кажам дека кога зборувам за приватизација на градот, морам да ви кажам дека веќе 5-6 или не знам колку месеци господјата градоначалник се нема појавено на седниците за советнички прашања. Тоа прво говори за незиниот арогантен однос, второ говори за непочитувањето на Советот и советниците, и трето говори токму за тоа што го зборувам, дека таа мисли дека градот е незина собственост и дека може да прави што сака и при тоа не мора никому да му одговара. Господјата Арсовска не ми одговара мене кога ќе поставам советничко прашање. Таа им одговара на граѓаните на град Скопје кои го дале својот глас за таа денеска да биде градоначалник и да изигрува џандар во Советот и во градот Скопје. Ете, таа е вистината и луѓето ова мора да го знаат. Гордана Јанкуловска доби условна слобода, која е регулирана со закон, а ќе се реализира на 1 ноември, 10 месеци пред да ја заврши издржувањето на 4-годишната затворска казна. Условот е до 29 септември 2024 да не направи кривично дело. Како гледате на ова, дали е поврзано со измените на кривичниот законник и дали има политичка позадина, особено дали има скриена намера од страна на власта? Не верувам дека има скриена намера, но и ако има, Јанкуловска се покажа како најцврстиот играч кој опозицијата во овој момент го има. Значи, жена која го издржа најтешкото, жена која при тоа во ниту еден момент не се пожали, не бараше какви и да е олеснувања, си ја издржуваше казната гордо и достоинствено, жена која го заслужува ова, и ако е тоа намалување од 10 месеци, не знам колку, меѓутоа чинам дека Јанкуловска е олицетворение на она што треба сите да бидеме. Горди, цврсти, достоинствени, исправени пред оние кои ни посакуваат зло и пред оние кои неправедно работат против нас и нашата иднина. Господине Ангеловски, во едно од минатите ваше гостување зборувавме за проверувачите на факти, завиткано со бландата демократија,
она каква што тие ја сваќаат и го споменавме Жданов. Вие пред 10 дена објавивте една колумна во која пишувате за глорификацијата на нацизмот. Ќе сакате ли да не кажете што беше тоа што повторно ве поттикна да пишувате на оваа тема? Треба ли да стравуваме од целосно живување на нацистичката идеологија? Дали се прави обид да ги релативизираат фашизмот и антифашизмот и да ја ретушираат историјата и секако, зошто би се правил таков обид и како тоа ќе се одрази или веќе се одразува врз Македонија? Значи, за жал, се покажува дека нацизмот никогаш и не бил мртов. Јас во таа колумна пишувам дека еве само за Украина да земеме податоците, дека после Втората светска војна околу 80.000 од учесниците во 14-тата СС бригада кои се бореле на страната на Хитлер, биле евакуирани, а според денешна терминологија, згрижени во земјите на западната демократија, односно некаде околу 8.000 биле згрижени, повеќе од 8.000 биле згрижени во Британија, неколку десетици илјади биле згрижени во Канада, неколку десетици илјади во земјите од Јужна Америка и останатите во земјите од западната демократија. Што ме поттикна? Ме поттикна она што се случи во канадскиот парламент, кога тамошниот премиер Трудо и неговиот гостин комедијантот Зеленски френетично со аплауси, со овации, заедно со сите членови на парламентот го поздравија 98 годишниот Јарослав Хунка како човек кој во Украина се борел против Црвената армија. И до тука беше се добро, додека не се докаже дека всушност тој човек бил нацист, кој припаѓал токму на таа 14-та СС бригада, на доброволечката бригада, и кој меѓу другото вршил излосторства врз словаците, пољаците и останатите, нели, нормално во склад со нацистичката идеологија. Значи, што е тоа ако не глорифицирање на нацизмот? Што е ако не е глорифицирање на нацизмот тоа што се случува кај нас? Значи, ударот на глорификација на нацизмот се случува токму во меѓу антифашистичките народи. И повторно ќе кажам, македонскиот народ е еден од ретките покрај рускиот и српскиот кој од почеток до крај бил на страната на антифашизмот. И треба од темелот на македонската држава да биде изваден главниот, најголемиот камен, тоа е антифашистичката борба на Република Македонија. Треба да бидат извадени од темелот асномските постулати и она што Асном го донел како одлуки, за да Македонија не постои. Од друга страна, релативизацијата се врши за да може денеска да се напаѓа Русија како крволок. Што значи релативизацијата? Се релативизира фашизмот и антифашизмот, па се обидуваат да кажат дека и Хитлеровиот фашизам и Сталиновиот комунизам биле едно и исто и дека се бореле меѓу себе за окупација на европските територии. Без при тоа се каже дека токму Хитлер дојде до Сталинград, па со огромни милионски жртви Црвената армија тргна да го поразува и стаса до реката Елба, каде што се сретна пак со американско-англиските окупацијски сили, кои до 90-тите години останаа на таа граница, а кои окупацијски сили после распаѓањето на Варшавскиот пакт ги доокупираа и останатите земји до тогашни членки на Варшавскиот пакт. Инаку, за да биде јасно како се врши таа релативизација, треба да го слушнете и говорот на Нетањаху. Замислете си, евреин, председател, премиер на Израел, кој вели вака. Вели, Хитлер не сакаше да ги убие евреите. Туку ерусалимскиот муфтија Амин Ал-Хусейн во 1941 година во разговорот со Хитлер му рекол: немој да ги бркаш евреите од Европа, оти ќе дојдат, ќе се населат кај нас во Палестина.
И Хитлер го прашал, а што да направам? Овој му рекол, изгори ги. Дали ова не е релативизација на нацизмот од страна на евреин, на човек кој припаѓа на Холокаустот? Да каже дека не е Хитлер тој кој ги уништувал. Следното може би ќе биде дека Сталин е тој кој ги убивал евреите. Дека не е Хитлер. Тоа е тој процес на релативизација кој е многу опасен за иднината на човештвото и кој е двојно поопасен, повторно ќе речам, за антифашистичките народи како што е македонски. Како гледате на војната помеѓу Израел и Хамас, во која војна досега има изнад 2000 жртви, вклучувајќи цивили, меѓу кои и деца? Дали има некаква символика што нападот на Хамас се совпаѓа со 50 годишнината од четвртата арапско-израелска војна? Затоа или израелската безбедносна разузнавачка структура, која се смета за една од најјаките разузнавачки служби во светот, па да биде изненадена од еден ваков очигледно добро планиран напад, слично на изненадувањето кое што и се случи на Америка на 11 септември, или пак намерно е дозволено за да има реванш, односно револт. Какви ќе бидат последиците за регионот од ваквиот судир, односно конфликт, и како ќе се развива овој конфликт во времето испред нас и како ќе заврши истиот? Какво значење има ова за Русија и какво за Кина? Дали овој конфликт има некаква поврзаност со она што се случува во Украина? Значи, пред да ги кажам 4 работи кои се клучни, а од кои оние кои не следат сами ќе изведат заклучок, ќе кажам според која теорија после Втората светска војна започнува на населувањето на евреите во Палестина. Тие велат вака: земја без луѓе, за луѓе без земја. Значи, евреите се луѓето без земја и им треба земја без луѓе за да тие се населат таму. Тоа е првото. Второто, ќе ја кажам изјавата на Џо Бајден, американскиот председател, кој рече: Израел ќе ја обедини својата држава, а ние ќе му помогнеме во тоа. Трето, за да знаеме што е Хамас, ќе кажам дека е формиран 1987-та, а 1988-та во својот статут пишува дека е дел од муслиманското братство. Муслиманското братство е формирано во 20-тите години на минатиот век од британските известителни служби. И четврто, Газа е еден дел, една површина, колку да речеме Скопската општина Илинден или Зелениково, се едно. И сега можете ли да си замислите дека Иран го снабдил Хамас на територијата на Газа со вакви убиствени орудија? Тоа е исто како да замислите како некој од Гевгелија преку цела Македонија носи конвои со оружје и ги сместува во Зелениково, а притоа ниједна служба, посебно МОСАД и ЦИА кои важат за служби кои знаат точно кога ќе појдете во тоалет, тоа нема да го забележат. Значи, можно ли е преку територијата на Израел некоја непријателска на Израел служба да го вооружувала Хамас во Газа? Ако сето ова сега го изанализираме и го синтетизираме во една целост, ќе стане јасно дека прво, Хамас е извршител на најподмолните тајни служби, тоа се британските тајни служби. Второ, ќе стане јасно дека Соединетите американски држави даваат поддршка на целосно бришење на Газа и обединување на израелската држава. Трето, ќе стане јасно дека само тие кои ја контролираат територијата на Израел и влезовите во Газа можеле да го вооружат Хамас, со што ќе отпадне можноста тоа да била Русија, Кина, Иран или не знам кој. И конечно,
конечно, она што Израел во моментов сака да го направи, тоа е дефинитивно уништување на палестинската територија, бришење и чистење на палестинската територија. Вие знаете дека, да речеме, се уште се говори за окупирана територија. Тоа е источниот дел на Ерусалим, кај што се наоѓа џамијата Ал-Акса. Таа се протега на 12 квадратни километри, во едниот агол се наоѓа џамијата Ал-Акса, а на другиот крај се наоѓа ритче, кои евреите го нарекуваат рид на замокот или рид на храмот, и кој е за нив свето место. И тука се судираат, но не таа се нарекува окупирана територија. Па можно ли е во 21. век во Обединетите нации се уште да се користи терминот окупирана територија? Можно ли е се уште да зборуваме за окупиран народ? На крајот на краиштата Газа е еден вид социјална установа. Во Газа нема ниту индустрија, во Газа нема ниту земјоделие, во Газа влегува само хуманитарна помош и жителите на Газа живеат само од тоа што ќе им биде доставено. Па дали е тоа достоинствен живот, дали е тоа живот за луѓе во 21. век? И јас не велам, на ужас никогаш не се одговара со ужас. На војна не се одговара со војна. На злосторство не се одговара со злосторство. Но единствено решение за да прекине ова што се случува денес меѓу Израел и Палестина е само да се испочитуваат одлуките и резолуциите на Обединетите нации. Во резолуцијата на Обединетите нации пишува јасно дека треба да бидат формирани две држави, Израел и Палестина. Тоа ќе рече, ако биде формирана и државата Палестина, на палестинскиот народ ќе му биде дадена можноста да развие своја индустрија, да развие земјоделие и да почне да се грижи самиот за себе и да живее самоодржливо. За жал, во овој момент палестинскиот народ живее како во социјална установа само од хуманитарна помош и тоа нешто мора да заврши. Но, за да заврши тоа, треба да му се даде можност на квартетот, тоа се исто од резолуцијата на Обединетите нации, тоа се САД, Русија, Кина и Европската Унија, кои се определени за најдат решение за израелско-палестинскиот проблем. Наспроти тоа, Соединетите Американски држави ги изфрлија останатите играчи во решавањето на ова и тие се тие кои диктираат како и што, и сега, еве да речеме се САД, имаат право да донесат бродови, да донесат носачи на авиони, да донесат оружје и да му го достават на Израел. Зошто? Логично се поставува прашањето, некој друг не би имал право да го стори тоа истото со Палестина. Знаете, тоа се суштински нешта, но тоа се размисли за луѓе кои сакаат да размислуваат, а не за луѓе според методот како ќе рече Америка. Така. На вториот ден од Белградската безбедносна конференција се одржа дебата на тема местото на Западниот Балкан во глобалниот поредок. Како вие ќе ја прокоментирате таа дебата на која покрај тоа што беше речено дека односите меѓу Србија и Косово и на Босна и Херцеговина се гледаат како клуч на регионалната стабилност, беше речено и дека војната во Украина го оживеала интересот на ЕУ за регионот, со што го отворила прозорот на можности за нејзино проширување со нови членки од соседството на ЕУ, како и за земјите од Западниот Балкан. Значи, знаете што? ЕУ е жив мртовец. ЕУ е мртовец кој се движи, кој оди. ЕУ веќе нема ниту влијание, ниту можност да има какво и да е политичко влијание каде и да е. Ниту пак овде, за жал, на така наречениот Западен Балкан. Нам ни го измислија терминот Западен Балкан, како што им го измислија на арапите и на Израел терминот Блискиот Исток. И откако тој термин им го воспоставија, тој регион не може да види бел ден
постојано е во конфликти. Исто така, откако нам ни го воспоставија терминот Западен Балкан, и ние не можеме да видиме бел ден. Значи, оваа конференција повторно е замачкување очи, повторно не значи ништо, повторно нема никакви решенија. Вие гледате она што се случува меѓу Србија и Косово, тоа е веќе за жал можност за ескалација на состојбите овде на Балканот, а при тоа во сето тоа нормално е кога ќе биде вовлечена и Македонија. Соединетите американски држави кои се покровител на Косово се уште го држат Косово под контрола, да не изврши целосна инвазија на северот на Косово и етничко чистење на србите, само заради постоењето на Република Српска, зашто се свесни дека во истиот момент таму ќе им дојде до немири, Република Српска ќе се издвои и тоа веќе ќе представува многу поголем проблем отколку решавање на косовско-српското прашање. Од тука само постоењето на Република Српска се уште е гарант за мир на така наречениот Западен Балкан. Инаку што се однесува до Украина, Европската Унија веќе ниту таму нема какво и да е влијание, ниту таму може како и да е да влијае на случувањата. Европската Унија може само да зборува преку устата на фон дер Лајен или не знам кој, и од сето тоа нема ништо. Во Украина се одвива процесот на денацификација, она што го зборувавме. Нацизмот е на голема врата влезен во Украина и војната во Украина за жал не започна во 2022-та. Војната во Украина започна 2014-та. Меѓутоа, светските медиуми не сакаат да го кажат тоа. Светските медиуми истрчаа да покажат како загинало некое украинско девојче, што е навистина за секое жалење. Истрчаа да покажат како е урната една зграда. Меѓутоа, светските медиуми не покажуваа како украинските нацисти во Одеса живи ги запалија луѓето во зградата. Зошто? За да создадат симпатија кон еден и антипатија кон друг, за да создадат ситуација за војна против Русија, за да создадат ситуација за омраза против Русија. Затоа и се релативизира фашизмот и антифашизмот, за да може да се релативизира и денешниот нацизам во Украина со обидот на Русија да го спречи малтретирањето и уништувањето на руското говорно население во Украина. И крајот на војната во Украина најверојатно ќе биде, за жал, ќе биде катастрофален за Украина. Најверојатно дека Украина ќе или ќе ја нема сосема, ќе биде поделена меѓу соседите, или ќе остане еден мал дел кој ќе се вика Украина. Меѓутоа, по кој знае кој пат веќе повторам, тоа е судбината на нефункционалните држави кои имаат инсталирани раководства. Две држави во Европа се нефункционални, на кои им инсталираа раководства неспособни, раководства кои само ги слушаа американските наредби, тоа е Украина и Македонија, и тоа се комедијантите Заев и Зеленски. Обете држави во моментов се нефункционални. Немојте да мислите дека Македонија е функционална држава. Во Македонија не функционира ниту еден систем. Не функционира образовниот систем. Ние немаме учебници за децата веќе 7 година. Во Македонија не функционира здравствениот систем. Гледате што ни се случува на онкологија и ваму и онаму. Во Македонија не функционира правниот систем. Гледате дека народот има 2% доверба во правосудството. Во Македонија нема систем кој функционира. А ако немате здрави системи кои функционираат во државата, вие имате нефункционална држава. Таквите држави, за жал, се осудени на пропаст или се осудени на измачување. Украина го има другиот проблем. Украина дури има проблеми со целосно исчезнување од картата на Европа. Господине Ангеловски, разговоров сакаме да го продолжиме со уште неколку блиц прашања од домашната политика, иако е можно со пократки одговори во интерес на времето. Председателските избори се на прагот и тие ќе се одржат ако не пред време, тогаш во законски определениот рок.
Каков председател ни е потребен? Дали ќе дозволиме да се избере лице за председател кој што нема да си замине од Македонија ако не е председател? Знаете што? Јас сум малку огорчен кога зборувам на оваа тема. Огорчен сум на мојот македонски народ, односно на неговото кратко паметење. Нам СДСМ ќе понуди кого и да го понуди од председателските кандидати и тоа е небитно, затоа што тој човек нема ниту ќе има каква и да е шанса повтор пат да стане председател, посебно не оној кој ќе заминеше, нели, ако не беше председател, уште помалку Оливер Спасовски и така натаму и така натаму. Меѓутоа, краткото паметење на македонскиот народ и овозможува на опозицијата да истакнува кандидати кои ќе излезат, ќе кажат два добри збора за Македонија, ќе бидат изфорсирани на опозицијските медиуми и онма овој народ почно, ете го тој е за председател. Кај нас не се почитува конзистентноста, не се почитуваат луѓе кои со години и со децении имаат исти ставови и се борат за истото, се борат за Македонија и за македонскиот народ и од тука, не дај Боже, но Македонија нема право на уште еден погрешен избор. Ќе биде тоа председател кандидатот на опозицијата, но еве да ги предупредам и моите коалициски партнери, Македонија нема право на погрешен избор понуден од страна на опозицијата. Како ќе го прокоментирате оно што се случи вчера за време на пресконференцијата на вице-премиерот Битики и премиерот Ковачевски, на која што после поставено прашање од новинар, вице-премиерот Битики ја напушти пресконференцијата бидејќи не му се допадна прашањето, а премиерот наместо да одговори на прашањето, му се нафарли на новинарот и потоа и тој ја напушти пресконференцијата. Пред да одговорите, ево да ги потсетиме нашите гледачи и слушатели. Вие сте на ставот дека нема да има заедно парламентарни председателски избори. Поради високиот цензус во првиот круг има опасност да не успеат председателските избори, а имате договор со Дуи 100 дена задни да бидат Дуи премиер да предложи. Дали сте спремни, ако не успеат изборите, тоа ќе преме председател од Дуи премиер, па цела држава да биде на страна Дуи? Видите, прашањето ваше беше апсолутно некоректно и јас ќе повторам нешто што го кажав на мојот говор. Јас ќе повторам нешто што го кажав на мојот говор на 11 октомври во Куманово. На големиот државен празник. Денес во нашата држава имаме концепт за Европска Македонија кој што го предводи владата и Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, која што ги третира сите граѓани еднакво според нивната етничка, верска или било која припадност. Меѓутоа имаме појава на еден популизам, кој што популизам во својата основа има етнонационализам и ксенофобија, што за мене е форма на модерен фашизам. Ви благодарам на прашањата и се гледаме во наредна прилика. Ви благодарам. Ви благодарам. Поверете, господин Ангеловски, и да додадам пред да почнете да говорите, дали навистина може да ни се догоди, да ни се случи да имаме председател и премиер кои ќе дојдат од Дуи? Најпрво овој човек кој зборуваше, навистина мисли дека предводи некого. Човекот е за жалење и доколку неговото слугување на Дуи и укажување на таквата состојба, тој го смета за појава на модерен фашизам и така натаму и така натаму. Ами зашто да го сметаме ние, македонските граѓани, однесувањето на Дуи со испумпувањето на стотици милиони евра од буџетот на Република Македонија во фирми блиски на Дуи, со што ни оневозможуваат повторно, ќе речам, здравство, образование и се друго што е потребно за нашите деца, за нашите внуци, за нашите сограѓани. Зарем не е тоа модерен фашизам? Ами има ли помодерен фашизам од тоа да му оневозможите некому да се лекува, да се школува,
толкува затоа што вие сте му ги украле парите. И второ, она што преска го кажав, повторно ќе кажам, однесувањето на Битичи посебно, а еве и на Ковачевски, е ароганција на глупоста или глупост на ароганцијата. Тоа не може поинаку да се протолкува и тоа е така. Како ќе ја прокоментирате одлуката на владата која под превезот притисок на јавноста се повлече од правичната одлука за 100% зголемување на данокот на додадена вредност на дел од продуктите и лековите, вклучувајќи ги витамините? Дали правичното поскапување намерно го направија за сега да го намалат, колку пред изборно да покажат дека го слушаат гласот на народот? Знаете, влегуваме од смешно во посмешно прашање, односно од смешен во посмешен одговор. Сега македонскиот народ живее луксузно. Македонскиот народ јаде ајвар, јаде, не знам, лутеница, се тоа луксузни производи според владата на ДУИ и СДСМ. Тоа ќе рече дека овој народ живее луксузно. Срамно е ова што го прават. Денеска носат одлука за ваков данок покачување. Веќе по 3 дена ја менуваат одлуката, па носат одлука за намалување. Па по 4 дена прават листа на производи кои ќе влезат во оваа група, за да веќе после 7 дена ги променат тие. Овие луѓе не знаат ниту каде тераат, ниту имаат стручни служби кои се разбираат за да им го направат тоа што треба да биде направено. Овие луѓе едноставно уште живеат само како да ги истуркаат последните денови на власт, при тоа уште она малку што е останато во буџетот да го извлечат, ако можат да се задолжат уште некој денар или уште некој евро, за да и тоа го извлечат и да ни ја остават Македонија во банкрот, а тие да одат потоа со Ципрас и со не знам кој, да седат по струмичките меани и да ни се сликаат, да ни се покажуваат по социјалните мрежи. Господине Ангеловски, чест и задоволство причини и со ова ваше учество. Ви благодариме што бевте дел од емисијава. Ви посакуваме убав викенд, пријатно до слушање и секако скоро довидување. Ви благодарам јас. Моје е задоволството што еве вака често имам можност да проговорам пред вас и пред оние кои не следат. И се надевам дека одговоривме на некои прашања кои може би стоја како дилема пред луѓето кои не гледаат и не слушаат. Верувам, сега ше во ред. Сигурно одговоривте, и уште еднаш опростете ако нашите интервјуа се малку подолги, меѓутоа така да речеме да се го прави своето. Еднаш во неделата имаме емисија и сакаме на нашите слушатели гледачи ширум светот да му доловиме се она што се случуваше во таа недела од сабота до сабота. Тоа воопшто да не ве вознемирува. Јас пак дури кога настапувам на телевизиите овде во Македонија им велам премногу малку простор ми се мене 3-40 минути за да кажам се што сакам да кажам, така што секогаш ви стојам на располагање за онолку колку што сметате дека е потребно. И уште еднаш голема благодарност што ето без ракавици, барем кај нас во емисијата, секогаш го говорите она што се случува и од што треба да внимава македонскиот народ. Поздрав и секое добро. Се најдобро. Довидување.